Црвене е струмичкото поле во овој период од годината. Земјоделците од рано утрина до доцна попладне ги собираат плодовите од црвената пиперка. Не се расположени да зборуваат пред камера, но зад неа велат дека ги немале главоболките на другите земјоделци кои пак мака мачеа да го продадат својот род. Од регионалниот синдикат на земјоделски производители сметаат дека најголемиот дел од ајварката заминала во погоните на преработувачите. Дека веќе од почетокот на зимата, декември месец, јануар, веќе мора да се седне со надлежните органи, надлежните институции, заедно со земјоделските производители, заедно со представниците на земјоделските производители и се тангира некои површини кои ќе бидат засадени со дадени култури за колку толку да се води грижа како и на кој начин ќе бидат пласирани дали преку преработувачките капацитети, дали како извоз на свежа консумација на дадените земјоделски производи. За разлика од таа на отворено што пострада од дождот и променливото време, индустриската пиперка под пластеници се продава по цена и до 20 денари по килограм. Земјоделските експерти сметаат дека автохтоното семе на куртовска капија е модифицирано, но дека мора да се внимава на климатските промени и издржливоста на плодот. Исто така има во последно време и хибридни сорти на пиперка, чиј што семенски материјал е многу поскап, затоа што нормално хибридот е на семка спрема нехибридното семе, но има некои своји позитивности и сепак хибридното семе се уште нема замав добиено кај нас. Народот не е научен да купува скапо семе, него обично домашно собиран. Пред почетокот на бербата во Струмичко од околу 2000 хектари под индустријски пиперки куртовска капија, очекувањата беа дека ќе бидат набрани од 40 до 45.000 тони, од кои 10 до 15.000 тони треба да бидат пласирани на странските пазари.